Да се свртиме кон Рута поглавје 1 стих 1. Во она време, кога управуваа судиите, настана глад во земјата. И еден човек од Витлеем јудејски отиде да живее во Моавските полиња, заедно со жена си и двајцата сина. Името на тој човек му беше Елимелех, името на жена му Ноемина, а двајцата синови негови се викаа Малон и Килион. Тие беа од родот на Ефрат, од Витлеем јудејски, и дојдоа во Моавските полиња и останаа таму. Елимелех, мажот на Ноемина, умре и таа остана со двајцата синови своји. Тие си зедоа за жени Моавки, на едната името беше Орпа, а на другата Рута, и живееа таму околу 10 години. Но подоцна и обајцата синови нејзини, Малон и Килион, умреа и остана таа жена без двајцата синови свој и без мажот свој. Тогаш таа се крена со снаите своји за да замине од Моавските полиња, бидејќи беше чула во Моавските полиња дека Бог го посетил својот народ и му дал леп. И таа тргна од она место, каде што живееше, и двете снаи нејзини со неа. Кога одеа по патот, враќајќи се во јудејската земја, Ноемина им рече на двете своји снаи: одете и вратете се секоја во куќата на својот татко, рекоа. Не, ние ќе се вратиме со тебе кај твојот народ. А Ноемина рече: вратете се, ќерки мои. Зошто ќе доаѓате со мене? Тие повикаа и пак заплакаа. И Орпа се прости со свекрвата своја, а Рута остана со неа. Рута останува кај мајката на нејзиниот сопруг. Ноемина рече: ете, твојата јатрва се врати кај својот народ и кај своите богови. Врати се и ти по јатрвата своја. Но Рута одговори: не ме принудувај да те оставам и да се одделам од тебе. Каде што ќе одиш ти, таму ќе дојдам и јас. И каде ќе живееш ти, таму ќе живеам и јас. Твојот народ ќе биде мој народ и твојот Бог, мој Бог. И каде што ќе умреш ти, таму и јас ќе умрам и ќе бидам погребана. Господ нека ме казни и уште полошо нека ми додаде. Ако нешто друго освен смртта ме раздели од тебе, Ноемина, откако виде дека таа цврсто е решена да оди со неа, престана да зборува. Така, Ноемина, свекрвата и Рута, нејзината снаа, се вратија во својот роден град. Сепак, поради тешкотиите во животот, Рута го одржувала својот живот собирајќи жито на полињата се додека конечно не го запознала и не се омажила за нивниот роднина, Воос. Во живот исполнет со синовска побожност и почит кон нашите родители, Бог секогаш има такви благослови подготвени за нас. Не се ли работите на оваа земја копија и сенка на она што е на небото? Кога покажуваме таква посветеност кон нашите земни родители, можеме да обезбедиме благослови од Бога. Колку повеќе Бог ќе благослови со вечни награди ако ги посветиме нашите срца, умови и искреност на нашите небесни родители. Бог рече дека дошол на оваа земја да ги бара и да ги спаси изгубените. А ние, прифаќајќи ја Божјата света волја, сме посветени на ширење на вистината од Новиот Завет низ целиот свет со истата благодат и решителност како Рута, велејќи: каде и да ме водиш, јас ќе те следам. Сите грешници од небото, предодредени да умрат, дојдоа на оваа земја и живеат во шатори од месо. Сепак, за да спасат, нашите небесни родители дојдоа на оваа земја и го понесоа целиот товар на човечкото страдање, низ кое треба да поминат само грешниците. Многу луѓе милостиво го прифатија чинот на синовска побожност на Рута. Иако беше Моавка, а не Израелка, нејзиниот дух на синовска побожност и почит кон нејзините родители беше неизмерно голем.
На крајот, Вооз ја зел за жена, од која се родил Овид, потоа Јесеј, а преку Јесеј, кој пак воспоставил лоза што води до Давид. Таа била нееврејката спомената во родословието на Израел според Матеј поглавче 1, стих 1. Преку ова, Бог потсети и научи нас, своите деца, дека синовската побожност, без разлика дали е физичка или духовна, е благодатен чин што може да донесе благослови. Да вложиме максимални напори да ги почитуваме нашите земни родители со тоа што ќе ја прифатиме Божјата волја и никогаш да не ја изгубиме верата во нашите небесни родители, Бог Отецот и Бог Мајката. Да го разгледаме заедно посланието до Ефесјаните, поглавје 6, стих 1. Во Ефесјаните поглавје 6, стих 1 е напишано: Вие, деца, бидете им послушни на родителите своји, во името на Господ, зашто тоа е праведно. Почитувај ги својот татко и својата мајка, тоа е првата заповед со ветување, за да ти биде добро и да живееш долго на земјата. И вие, татковците, не дразнете ги децата своји, туку подигнувајте ги во воспитанието и науката на Господ. Ефесјаните поглавче 6 вели: Почитувајте ги своите родители во Господа, зашто тоа е праведно. Ова е првата заповед со ветување. Но во 10 заповеди, почитувај ги таткото свој и мајката своја, где е всушност 5-тата заповед. Не е ли тоа? Сепак, преку нашите земни родители, Бог го отвори патот на вистината, дозволувајќи ни да ги согледаме и нашите небесни родители. Се надевам дека ќе можеме да станеме оние кои повторно ќе разгледаат нашата должност за синовска побожност и кон нашите земни родители и кон нашите небесни родители. Најголемиот чин на синовска побожност кон нашите земни родители лежи во нивното водење по патот кон Царството Небесно. Со ова би сакал да ја завршам проповедта. Ви благодарам многу.